Благодарам, председателе, почитувани пратеници, почитуван премиер и министри. Имам прашање до премиерот Мицкоски. Премиере, ке кажете вчера, завчера во една прилика, тие што критикуваат владата се талог на општеството. Дозволете да ги изнесам констатациите на граѓаните кои што ги нарекувате дека се талог на општеството, поради тоа што поплаките, прашањата и се останато доаѓа од нив, не директно од нас. Знам дека сакате да зборите и за убави работи, веројатно тоа се случува за мала група на луѓе околу власта, меѓутоа не за целата држава и за сите граѓани. Мислев да прашам нешто за мигрантите, ама донесовте резолуција која што е противуставна, со која што забранувате слобода на изразување, слобода на говор, се заканувате со кривични постапки, како времето на Третиот рајх, резолуција. Само тоа што ќе каже власта, само тоа е вистината. Како Ванчо Михајлов да пишувал, ако пишувал овој документ кој што мнозинството на власта го изгласа тука во парламентот. Сега да прашам нешто и за реформите, нема и за тоа да прашам о правосудството, затоа што гледаме што се случува. Нема ни еден реформски закон. Европа знае дека вие повеќе не сте партнери, знае дека не ја кажувате вистината кога зборувате со европските функционери. Само 2 закони сега на брзина во постапка и тоа без апсолутно да се имплементираат препораките од оценската мисија, односно некоја ваша, која што на власта одговара модификација на тие препораки кои што треба да бидат реформски закони. Нема прашам ни за Алта банка, јасни се релациите со Србија, јасни се релациите со вашата сестринска партија, со СНС, ама со Вучич кога да сте браќа во последно време. Така се однесувате, таков пиар имате. Да не откриевме ние аферата со банката, која што, внимавајте, се обидала да влезе и да вложи капитал во Европска унија и рекле не може поради тоа што капиталот е сомнителен. А вие тука и отворивте ширум врати. Ваш поранешен член на извршниот одбор требаше да биде во бордот на директори. Нема да прашам ни за блиските луѓе кои што взимаат тендери, 161 тендер, внимавајте, 5,3 милиони евра, тоа се лични ваши другарски работи. Нема да прашам за загадениот воздух, знам дека ќе кажувате вака било во минатото, вака било, ама факт е дека ништо не почнувате да правите на таа тема. Никаков проект, ништо што во иднина ќе овозможи тука да се диша чист воздух. Нема да прашам ни за тоа зошто нема зголемување на платите, затоа што знам, ни во образованието, ни во здравството, нема 30% повеќе за полицајците, тоа го кинавте со закон, нема исплатена хранарина, станарина за војниците, тоа тие го знаат. Фали милиарда евра во буџетот и вие ќе кажете, добро, 6 милиарди нови ќе дојдат, ќе исплаќаат следни поколенија, внуци, за да се имплементираат проекти кои што одговараат повеќе на други држави. Не тука на нас. Што и да прашам, вие ќе дефокусирате, ќе кажувате Венко, Заев, влијание, вака, така и сето тоа никако не одговара на вистинската ситуација во земјата, ниту пак некогаш сте дале вистински одговор на некое од прашањето кое што ги засега сите граѓани. Имам едно прашање од сето ова. Нешто што навистина не ми е јасно. Зошто после година и пол, скоро 2 години влада, не направивте ништо да го зајакнете енергетскиот сектор, да го зајакнете производството на струја? Зошто не произведуваме со максималниот капацитет на нашите производствени капацитети и мораме да увезуваме скапа струја и да сега мора да се прогласи кризна состојба? Односно, моето едно единствено конкретно прашање е: зошто сега мора да има поскапување на струјата за граѓаните, која што ќе повлече и други поскапувања, разна цените, кои што видовме во периодот сега никако и ништо не направивте да ги исконтролирате? Благодарам.